Ценовниот шок не стивнува. По горивата на удар се лебот и основните продукти. Пекарниците во Прилеп и Битола ја зголемуваат цената на белиот леб од 35 на 40 денари. Слични најави има и во дел од пекарниците во источниот дел на земјава, односно во Штип и Кочани. Во Скопје пак веќе неколку дена се забележува поскапување на бурекот, симитот и другите бели пецива за околу 5 денари. Пекарниците малини Штип и низ другите од 4 до 5 денари на Штип ја зголемиле цената. Значи некаде околу 10 од 7 до 10%. Како продолжи кризава, нели нормално цените се зголемуваат, више импактот на зголемените трошоци го чувствуваат пекарите, па и целата друга индустрија. Секако дека нели во идниот период одредени пекарници зависи од нивните нели залики што ги имаат на енергенси, на суровини и така натаму. Значи ќе реагираат односно цените. Некој може нема да реагираат, така да за сега добро се држи. Освен пекарските производи, раст на цените има и кај зеленчукот и овошјето. Пиперките и доматите веќе подолг период уриваат рекордни цени од скоро 300 денари за килограм, а во пресрет на Великден килограм јагнешко достигнува цена и до 800 денари. Граѓаните стравуваат како ќе го поминат месецот. Тешко мрзо, што да ти кажам, ние со пензии сме две. Две со пак излидни накрај, ама со една греота се. Пензионер како му да го преживи месецот од први до први. Само да преживиме, да се прехраниме. Puno poskapa što je prije bilo. Ja se još mogu lasiti što sam ja Germaniji 50 godina živio, a drugi ne može za 400-500 евро да живи. Од владата вела дека контролите се на терен и будно ја следат состојбата. На терен е Државниот инспекторат. 30 тимови ја следат состојбата. Имаме индикатори, имаме анализи, го подготвуваме новиот закон во кој се предвидени многу поголеми глоби за оние трговци кои ќе се однесуваат девијантно и непазарно и во зависност од тоа каква ќе биде реалноста, така и ќе постапуваме. Во меѓувреме Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека Македонија во 2026 година ја очекуваат послаб економски раст и нови инфлацијски притисоци. Според ММФ, растот на реалниот БДП ќе забави на 3,1%, додека инфлацијата би можела да достигне околу 4,5%.